На ова видео ќе покажеме како се подготвува извод на отворени ставки кон одредени купувачи. Тоа се прави на следниот начин. Од листата на купувачи се избира извод и тука се отвара екран каде што треба да се пополнат одредени податоци, односно филтри, врз основа на кои потоа ќе се подготви изводот на отворени ставки. Почетен датум може да се избере од календар или да се запише, например 1.1.2017 до краен датум, до денешен датум 8.2.2018. Дали сакаме да се прикажат достојаните ставки или да се прикажат само отворените ставки. Во овој случај ќе ги штиклираме и двете, прикажи достојани и само отворени ставки. На тој начин ќе се добие извештај кој што ќе ги покаже отворените достојани ставки на овој купувач кој што ќе го избереме. Има и други опции, дали треба да се вклучат незатворени ставки, да се вклучат сите купувачи и така натака. Во излезните опции има начин каков извештај сакаме да генерираме. Дали веднаш да се испечати извештајот или пак да има преглед пред печатење, да биде изработен во Word, во PDF, да се испрати по имейл и така натака. Во нашиот случај ќе избереме креирање на извештај во PDF. Потоа кај купувач може да се избере дали ќе се подготви извештај за сите купувачи или за одреден купувач. Со клик може да се избере од листата, а може и да се впише, например K00460. Со тоа се пополнети сите потребни податоци за генерирање на овој извештај и со кликање на копчето ОК се подготвува извештајот во PDF формат. Изводот на отворени ставки во PDF нуди приказ за кој купувач се однесува, број на извод, односно број на документ и датум кога е подготвен самиот документ, како и период за кој што се однесува дадениот извештај с почетен и краен датум. Долу во прегледот има табела каде што прегледно се прикажани документите, односно ставките со соодветниот купувач, со одредени податоци за датум на документ, број на документ, колку е оригиналниот износ на документот, колку е преостана и вкупна салдо. Горната табела со ставки ги покажува ставките за тој купувач, а долната табела покажува колку од нив се достојани обврски. Во нашиот случај, колку што е салдото, толку се и достојани обврски, меѓутоа секако може да има и разлика. Подолу има текст. Во нашиот случај ставам да молиме да ги подмирите вашите достојани обврски во највозможен рок и банката на која што треба да се изврши уплатата. Овој текст е слободен и корисникот може да се го дефинира по сопствен избор. Во излезните опции имаме опции да се печати документот, преглед пред печатење, Word, PDF и пошта и RDL со изглед. Преку имейл ако одбереме ќе се испрати, како што кажав, извештајот директно на мејлот на соодветниот купувач. Купувачот може да го избереме од листата на купувачи или доколку го знаеме бројот со впишување на бројот на купувач, например K00460. Доколку се ова сите филтри кои што сакаме да ги внесеме, во овој случај тие се доволни, кликнуваме на ОК и на тој начин изводот на купувачот е испратен директно на мејлот на лицето кое што е наведено како примарен контакт. Сега ќе видиме што се случува на страната на корисникот. Тој го веднаш го добива претходно испратениот мејл од Dynamics Nav. Мејлот изгледа вака, во него се информира дека му испраќаме извод во прилог на пораката и во прилог на истата го има документот во PDF формат кој што претходно го изгенерира.